Ne brišem. Evo, Milan tata, majke mi. Boarding iz Sarajeva morate uzeti tamo na aerodromu. Hvala ti Bože. Glas mi je totalno promukao, nagutao sam se dima na bini malo pre. Izvinjavam se i vama i publici. Nemam problem da se vozim ni u Renault ni u ovome, ali svaki muškarac oko mene verujem da voli veliku konjažu i brzo vozilo. To je normalno. Ne bi jeo iz prljavog tanjira. Tanjir može da mi posluži da mi tu bude hrana, ali je prljav. Nije to isto. Jednom kad se izgovore neke stvari, kad se neko osjeti najmanje uvređeni, od tog momenta odnos više nikad neće biti isti. Добро вечер, убави луѓе. Недела 19:30 часот, Канал 5 телевизија и секако почеток на вашето омилено летно шоу Pod Stars. Ние и вечер вас јавуваме директно од магичниот Охрид или поинаку кажано Егоист Beach Bar, каде што ви пренесуваме ексклузивна енергија, затоа што вечерва за прв пат во нашето отворено студио. И дечкото, кој што можам слободно да кажам ја разборува сцената, ги подкрива стандардите кога е во прашање трендинг музиката и секако дечкото кој што ги спојува сите луѓе заедно на едно место. Доаѓа директно од Белград, без филтер. Ве молам со еден огромен аплауз да го поздравиме Михајло или на сите вас познат како Војаш. Или, што не ти го кажав презимето, јас ти кажав уште пред да почнеме, навистина ми е тешко да го изговорам. Генерално е моје презиме тешко за изговарање, така да nije проблем. Јас сум го запишала Веруовиќ, она како Вера, ама пак ми е тешко да го изговорам. Пробав неколку пати. Јасно, нема вез. Убаво изгледаш, добре ни дојде официјално. Хвала пуно. Како се чувствуваш? Umoran sam dosta, radimo puno letnja turneja. Dugo nismo bili u Makedoniji, preko godinu i po, skoro dve, da nismo nastupali u Makedoniji. Ovo je prvi nastup posle velike pauze i jako mi je drago da smo se ponovo spojili sa makedonskom publikom, za koju ja smatram da je stvarno jedna od najbolje publike u regionu. Jer su ljudi koji vole muziku, tako da jako sam srećen i pogotovo što je to prelepi Ohrid. Така, јас исто го имав и како второ прашање напишано тоа што јас те немам забележано некако во последно време да ни дојдеш да ни гостуваш во Македонија. Лани нешто се случи со Охрид, беше точно овие датуми во Охрид, ама нешто се случи со твојот настап. Што се случи што никогаш не излезе на виделина? Ne znam tačno koja je jedinica došla, ali da li neka specijalna jedinica, da li vojska, ne znam ja da li žandarmerija makedonska, ne znam šta se desilo, ali oni su došli i bukvalno nam rekli imate 3 minuta da sićete Sabine ili će biti komplikacija i morali smo prekinemo taj nastup, a u tom momentu smo stvarno napravili rekord nad rekordom. Да, знам, беше преполно, ама еве и денес публиката докажа дека ве сака. Се гледа и само колку луѓе има дојдено тука специјално за да ве слуша вас. Така што било поминало, нека нема повеќе такви неубави ситуации. Кажи ми пример, како се чувствуваш кога те напаѓаат фанови? Кога публиката едноставно сака да дојде до тебе, да се слика со тебе, да немаш приватност едноставно затоа што тога уморува. Pa teško je, ali ja volim to. Ja sam hteo to. Ja kad sam počeo da radim muziku, ja sam sanjao o tome da ja budem kao neka zvezda i da budem neki uzor nekome. I onda kad mi ljudi prilaze sa lepom energijom, sa puno ljubavi, ja to uvek mogu da samo primim sa osmehom. Така е. I ništa drugo. Inače, samo se izvinim gledalcima, glas mi je totalno promukao, nagutao sam se dima na bini malo pre i zbog toga ovako zvučim, tako da izvinjavam se i vama i publici. Јас ке кажам уште еднаш дека Војаш пред да дојде тука кај нас имаше некој немил настан кој што се случи на сцена и заради тоа можеби не може да зборува толку добро, но што е доброто во цела работа, тој сепак не го откажа ова снимање денешно наше, оној договор го испочитува, дојде без разлика што и да се случило и тоа ја покажува неговата човечност пред се. Иако си многу млад, морам да ти кажам дека не само што имаш многу брза мисла, него имаш и онака што да кажеш убаво.
Не е само да си млад и да ете тоа пример што го пеете во песните, сосема си поразличен кога човек ќе те запознае, кога човек ќе те слушне што имаш да кажеш. Браво за тоа. Ja mislim da mladost nema veze sa iskustvom. Добро, да. Upoznao sam mnogo mladih ljudi koji su mnogo iskusniji nego dosta stariji ljudi. Тоа е точно. I tako da ja mislim da ta neka moja visprenost i mudrost u razgovoru dolazi iz iskustava koje sam imao. A stvarno imam puno iskustva za moje godine i možda iz toga to proizilazi. Ali ja dosta radim na sebi i pišem pesme i dosta sam radio na tome da mogu da verbalizujem ono što mislim. Tako da to mi je isto jedan veliki plus kada dođe ta retorika u pitanje gdje mogu zapravo da izgovorim to što mislim na način na koji želim da ga izgovorim, a bez da zamucam ili da moram da razmislim o tome što pričam. Да, затоа што некои луѓе кои што се на твои години особено, ти имаш сепак 23 години, така? Да. На 23 години не знаат уста да отворат, ова можам слободно да го кажам. Ова е вистина, мислам новинар сум, тоа е тоа. Работата ми е да прашувам и слушам одговори. Кажи ми за тебе пример, што е една звезда? Како ти пример ја доживуваш славата? Дали пример ти се сметаш за мега звезда или кој за тебе е мега звезда? Еве пример тука кај нас на Балкан, дали постои таква? Postoji kod nas. Postoji, malo ih je. Ali to su imena kao što su Ceca, Ino Merlin, Zdravko Čolić, Lepa Brena, Aleksandra Prijović, evo sada. Ne bi sad dalje da napiram da nekog ne izostavim. Така, разбирам. Ali ja mislim da je to elitni nivo zvezde kod nas. Sve ovo ostalo je samo stvar ko je više, ko je manje popularan u momentu. Možda sam ja danas popularan, sutra nisam i preko sutra opet budem popularan. Ali postaje se mega zvezda, postaneš tek u momentu kada prođeš određeni nivo karijere gde ne moraš više da izbacuješ muziku, tvoju muziku svako zna i u svakom momentu možda napuniš arenu. Koncert. Ceca sada da odluči da uradi 5 arena, ona može. Точно. Aleksandra Prijović samo može opet uradi 5 arena. Точно. Ino Merlin isto, oni ne moraju da više izbacuju muziku na ovo. Така. To je status mega zvezde. I mislim da jednu mega zvezdu odlikuje nasleđe koje ostavljaju. Neka beskandalosna karijera, karijera koja se osniva isključivo na muzici i dobroti koju jedna zvezda daje. I to je razlika između nasleđa i uspeha. Tako da mega zvezda mora da ima nasleđe. I sva ova imena koje sam pomenuo imaju nasleđe. Mi ga još uvek nemamo. Mi još uvek moramo da radimo puno da bi došli do toga. Mislim... Dobro, mladi ste. Mogu da kažem tako za sebe, da ne pomisli neko od mojih kolega mojih godina se ne uvredi, ali ja iskreno smatram da mi još nismo na tom nivou i da je jako teško da se dođe na taj nivou. Вака, звезди дека сте затоа што луѓето ве сакаат и самото тоа што полните клубови сега се докажува дека сте звезди. Но сега, пример, таа долготрајно што ја каже и самиот, е потребно време да и по неколку години тие песни останат во ушите на тие што ги слушаат. Тоа е музика која уđe u genetiku. Да, точно. Постоje pesme koje nisam čuo u životu, ja ih znam napamet. Ja ih nisam čuo, ali mi ih geni znaju. Mislim, na tom nivou je, ne znam kako ti objasnim. To je toliko popularna muzika da kad bi svi pregledi tih pesama mogli da se saberu, to je bilo milijarda. Така е, апсолутно. Сега тука ќе се навратам исто уште нешто на настапите, затоа што не знам зошто, кај тебе некако се случуваат некои немили настани, еве сега ова денес нема да го земам во предвид, но, пример, има гаѓање со некакви предмети или било што. Јас велам вака, не мораш на секој да си му омилен. Тоа не е нормално, не може сите да те сакаат. Но, кога веќе ти си одлучил дека тој човек тебе не ти се допаѓа, зашто одиш на настап? Зашто одиш таму каде што настапува и што е потребата да нападнеш некој и да направиш скандал? Зошто? Јас не го разбирам тоа. Јас искрено кога читам се револтирам од мозокот на некои луѓе. Зошто го прават тоа? Zato što ima raznih ljudi i ja sam uvek samo isključivo za ljubav, dobru žurku i dobar provod. Ali ima raznih ljudi.
Meni se evo desila situacija, ne mogu sad da se setim gde tačno, bilo je ove godine. Momak mi je nešto dobacivao, gađa me dok sam bio na bini. Koji? Jedan momak me gađa Dobra. dok sam bio na bini i dobacivao mi nešto. I na kraju se ispostavilo da je bio ljubomoran jer je njegova devojka gledala u mene dok sam ja nastupao. I sada, koliko god to kao bio banalan i glup razlog, jer su oni došli da To je uživaju na ludo. mom nastupu, on je imao u glavi razlog za to. I to, mislim, takvim stvarima tu nije mesto. Mene niti zanima njegova devojka, niti mi je prošlo kroz glavu. Ja sam tu došao da uradim svoj posao, ali ima raznih ljudi. A i opet postoji taj sindrom psa iza Pomri. kaveza. Ne, to je pas iza kaveza. Pas dok je iza kaveza, on će da laje. Kad mu se otvori kavez, on neće da napadne. On zna da je tu siguran u publici, dok sam ja na bini, da ja imam mnogo da izgubim ako nešto uradim u tom momentu, da je 1000 telefona uperano u mene, a ne u Taka. njega. On zna da je u toj situaciji siguran. Ne možeš ništa, tako. Ali takva situacija mi se nikada nije desila ovako u regularnom životu na ulici. Nikada. I da ne se slučaj. Samo u situacijama gde pas može da bude siguran iza kaveza. Ima i toga. Ima Mnogo i dobro pogleda ga kaža. i svega. Многу добро ми го одговори ова прашање, искрено. Сега тука пример би те прашала, некада слушнав на некој интервју каде што кажуваш дека не си задоволен од тоа како тече, пример, твојата кариера во кој правец се движи, затоа што немаш доволно слобода за да можеш да се изразуваш ти како што сакаш, заради јавноста, заради медиумите и слично. Пример, да би ја имал таа слобода, кој правец би го избрал? Како би ја движел твојата кариера? Што би направил? Ja sam dosta razmišljao o tome što si mi izgovorio. I mogu da kažem da sam ja lično pogrešio u smeru u kojem sam razmišljao. Jer ja zapravo ne treba da se dopadnem nikome. Ja treba da budem to što ja sam. I treba da radim isključivo samo to što me zanima. Ako će neko da misli da sam ovakav, da sam onakav, baš me briga, to sam ja. I vidjet ćete i čućete kako to zvuči u narednom periodu. Jer sam sad stvarno odlučio da više nema šablona, više nema ničeg. Ja sam dovoljno ostvario i doneo u kuću da moja porodica ne brine. Sad mogu da radim šta želim. Tako da u narednom periodu će da bude malo drugačije vojaž u javnosti. Ајде, ќе видиме кој ќе биде другиот војаш, ќе ни дојдеш повторно во емисија или тогаш ќе бидеш мега звезда и ќе кажеш Ивана, извини, ама сега нема интервју, а сега треба да поминеш преку 4-5 менаџери дори стигнеш до мене. Се шалам. За тебе uvek je. Се шалам малку. Тука имам напишано нешто. Нема да ти се допадне тоа што ќе те брашам, ама па и не мораш да ми одговориш крај крајева. Што е причината што ниедно интервју до сега ниедно интервју не е поминато, а да не те прашаат за претходната врска со Бресквица? Што имавте толку посебно со таа девојка, што и ден денес, после толку време, уште се зборува за тоа? To je mene počelo da nervira u intervjuima. Pretpostavувам. Zato što je to nešto što je bilo pre 4 godine. Ona je nastavila, ima srećnu vezu, uživa u životu. Ja sam nastavio u svom nekom smeru. Ljudi to i dalje povezuju, ali ja mislim da je to problem sa novinarstvom. Да, ама што е тоа нешто? Ne postoji dovoljno istražnog novinarstva i onda se uvek hvata prva tema koja ti padne na pamet. Umesto da me pita o 1000 stvari koje sam postigao ove godine, on me pita o stvarima koje je bilo pre 5 godina. Ja mislim da je to ozbiljan faul u novinarstvu i generalno našim medijima. I to je jedan ozbiljan razlog zašto nam je javnost takva kakva je. Zato što se konstantno sipa i presipa iz čaše u čašu isto. Nema se čuje ništa novo. A ja stvarno smatram da imam da kažem puno novih stvari, da imam da kažem mnogo pametne stvari. Baš me briga da kažem ono šta sam radio pre 5 godina. Pitaj me sad šta planiram. Знаеш зошто те прашав? Затоа што се тоа што скролав, тоа што гледав, тоа што слушав, нон-стоп беше поставувано прашањето. Јас се прашав што е толку актуелно и ден денес што се уште е таа тема актуелна, што има толку таму нешто. Не те прашувам ништо конкретно заради тоа што не знам што би те прашала.
во врска со тоа освен ова. Добро, како и да е. Кажи ми што е полошо за тебе? Лажна љубов или лажна поддршка? Ако ме разбираш. Лажна љубов. Зошто? Zato što možeš da uspeš i bez podrške. Ako je lažna ljubav, ona može da ti uništi život. Точно, точно. А ти кажи ми каков си во врска? Еве пример, до сега си имал неколку љубови кои што се прекинале заради некоја причина. Зошто најчесто се прекинуваат врските твои? Каков си ти во љубов? Што даваш пример од тебе? Убави работи, кажи ми, не мора не убави. Ja sam dosta otvoren u odnosu i mnogo sam topao, mnogo sam i nežan i mnogo dajem. Takav mi je karakter i uglavnom moji raskidi, mislim, nijedan razlog nije bio isti. Uvek je bio neki drugi, ali pored toga što sam jako nežan, isto toliko sam ambiciozan, isto toliko ozbiljno shvatam svoj posao koliko shvatam i ljubav. Така и треба. A to je zato što sam muško i zato što na sebi imam odgovornost da donesem sve i da napravim sve. I onda kada se te dve stvari kose, to ume meni da pravi velik problem. А кажи ми, имаш нешто кажано дека исто има една твоја изјава каде што кажуваш дека никогаш не би се вратил на бивша девојка. Nikad. Зошто? Нели мислиш дека може пример ета после некое време некои работи да се променат? Не зборувам конкретно за некоја личност, општо зборувам за во животот. Iz istog razloga zašto ne bi jeo iz prljavog tanjira. Tanjir može da mi posluži da mi tu bude hrana, ali je prljav. Nije to isto. Jednom kad se izgovore neke stvari, jednom kad se desi nešto, Точно. kad se neko ponizi, kad se neko osjeti najmanje uvređenim, od tog momenta odnos više nikad neće biti isti. Точно. Možemo za 10 godina da se sretnemo, neće biti više nikad isto. Zato je uvek dobro, kad se završi veza, da se radi na sebi, da se u narednoj vezi tako nešto ne bi desilo. Така е. Многу се согласувам со тоа што го кажа. Сега ќе се надоврзам на ова, пред да дојдам на ова снимање, долу со другарките се зборувавме и им кажав, јас сакам во животот да бидам срекна, не сакам веќе да бидам силна, доста ми е да бидам силна, окей е, доста ми е да бидам силна, време ми е да бидам срекна. Некогаш си го имаш ли ти кажано тоа, еве пример, доста ми е да бидам силен, време ми е да бидам малку среќен, или ако ме разбираш што сакам да ти кажам. Ja nemam toliku potrebu za srećom. Mislim, glupo zvuči, nije kao, ja sam srećan, zašto je za mene sreća stanje u kojem sam konstantno, kao, nije imam potrebu za tim, nego ja sam srećan. Zdrav mi je majka, zdrav mi je otac, brat mi je zdrav, kuća mi je srećna, posao mi ide kako treba. Šta ja sad ne treba da budem srećan zato što nisam spavao 30 dana, pa još 60 neću da spavam. Mislim, kao sreću čine male stvari i zato nemam preteranu potrebu za njom jer sam zahvalan na stvarima koje imam trenutno i zato sam sada srećan. Više tražim snagu, evo iskreno. Pre bi da budem jak nego da budem kao sad srećan. Ти значи обратно од мене. Ке се поседиме малку да ме научиш мене како тоа така да почнам јас да го To je размислувам. stvar u muškarcu i ženi, ja mislim. Muškarac mora da bude jak, žena mora da bude nežna i srećna. To je priroda. Е, па добро, затоа значи си сакам да бидам To je не priroda. машкиот дел. Nismo Окей. pogrešeni ni ti ni ja. Бојаш, кажи ми, дали некогаш, пример, во кои ситуации знаеш да повишиш тон, а во кои ситуации знаеш да се тргнеш на страна, да се повлечеш и да кажеш, окей, тука нема потреба воопшто ништо да се разговара. Ja nikad ne dižem ton i uvek sam spreman za razgovor. Mislim da Кога ќе се изнервираш, kad se iznerviram, kontrolišem se, nisam životinja. Umem da se Jer prvo, ako se diže tenzija, problem se ne rešava. Ako je ozbiljan problem, on zahteva zreo pristup. Mogu da se ljutim nakon što se problem reši. Ali ajde prvo da rešim to. I onda posle mogu da se Ali da se ja raspravljam, da se svađam, nema potrebe. Može da dovede do većeg problema nego što jeste. да. И мржња, што би рекле вие, после тоа. Ja se тоа следува. zato nemam ni takve skandale, neke preterane, ni na estradi, ni ovo, ni ono. Ja se ni sa kim ne svađam. Mene niko ne interesuje. Ja sam svoj na svome. Baš me briga za bilo ko, se sve me briga. Radim svoje.
Ова може да биде извадено од контекст, ама добро. Не го кажуваш во лоша конотација, та разбирам. Не, буквално кажем, баш ме брига за све. Добро. Ние као радим свое, занимам само себе и што ја у своју куќу донесем. Šta, кој има о мени да каже? Чао, друже, не занима ме. Кажи ми, еве, пример, утре се разбудиш, еве, во овој хотел тука, и ти веќе не си војаш, ти немаш ништо од ова што си направил. Од каде би почнал? Што би направил? Šta, да сад нисам војаш? Не, утре се будиш. Добро, И утре добро. веќе не си ова што си ти денес. Утре нема повеќе бини, нема ништо, немаш кариера, немаш ништо. Од каде би почнал? Од чега би почел? Да, како? Па ја ова ако изговорим, некој мора да ми плати, jer може да заради пуно пара. Ајде, еве, јас ке ти платам. Повели. Почна би од старта. Од што? Од старта. Од старта? Знам šta bi radio, ali Не би кажал. polako. Od Добро. starta. Nikad ne bi se našao u situaciji da ne znam šta da radim. Nikad. Работлив и амбициозен човек не ни може, дури кога ќе биде најдолу, пак ќе најде начин како да се качи горе. Velika ideja počinje od misli. Prvo bi mislio. To je početak. Добро. Сега тука имам напишано исто нешто слушнав на еден подкаст каде што кажуваш. Возам Рено Меган и не ме интересираат скапи коли. На друго видео гледам каде што кажуваш. Купив Ламборджини од 780.000 евра. Сега кажи ми што е точно. Сакаш скапи коли или не сакаш скапи коли, што возиш? Tačno je oba. Jer u tom istom prvom intervju sam rekao da ja obožavam kola, ali ne vidim preteranu funkciju da ja taj auto vozim na našim putevima. Moj posao je dosta porastao van muzike. I ja imam i nekretnine i Bogu hvala svašta nešto van naše zemlje. I taj automobil koji sam uzeo nije auto za Srbiju. To je auto koji mi stoji u garaži negde drugde. To je auto u kom ne možeš da mi slikaš ulice na Beogradu. Ja se u Beogradu vozim u mom Renaultu. Ali kad odem u Monako, ja sam u drugim kolima. U tome je razlika. Sve Dobro. po potrebi, sve po funkciji. Nemam problem da se vozim ni u Renault, ni u ovome, ali ono... Тоа е големината на еден човек, да може и со Gledam едно и šta со je друго. funkcija toga. Ali da volim. Mislim, svaki muškarac oko mene verujem da voli veliku konjažu i brzo vozilo. To je normalno. Последно прашање од мене и после ни следува нашата Емче. Имаме една кениска убавица тука што ќе се појави сега да ти постави неколку прашања плюс минус. Јас имам последно прашање за тебе кое што гласи вака. Дали доколку би ти дале вртоглава сума на пари да пееш на бивша девојка на свадба би пеел? Ne pevam na svadbama. Ама пример еве кажав. Ne postoji novac. Ајде живели. Ne postoji novac. Со водичка ќе наздравиме? Zdravim s čovekom ne spećem. Така е. Сакав да кажам тука дека ова се нашите Шато Ризов, тие се спонзори на нашата емисија, го имаат едно од најубавото вино. Ќе ти дадам едно винце, пиеш вино, љубител си на вино? Ne pijem ništa, ali moj otac pije vino, tako da daću mu. Ова ти е македонско вино, убаво, така што ќе го однесеш на твојот татко. Се надевам дека во кола не се сварило во меѓувреме. Hvala puno. Тука секако сакам да го поздравам и нашиот генерален спонзор Витаминка со најубавите производи. Ова ќе го испиеш 100% затоа што е освежително. Ке ти се најде, повели. Hvala puno. Ова имаме уште неколку подароци, така дарежливи сме. Ова имаме 1000 денари ваучер од пицерија Верона, кога ќе ни дојде војаж во Скопје, те чекаме на штипска пастрамајлија, ама во Скопје. Може? Može. Ете така, што имаме друго, тоа ќе го оставиме да го даде Емче, секако да ги поздравам Best Way кои ги имаат најдобрите летни реквизити, буквално се што можете и не можете да замислите. Ги поздравуваме Аристократ кафе кои што се наоѓаат во автокоманда Скопје, сите кои што сте на помин може да ги посетите, да се напиете едно кафенце, да се одморите, секако да ги поздраваме за Леа, кои што се грижат за нашиот изглед. И драги мои, пред да поканиме Емче, секако сакам да ги погледнеме жешките авантури, а веднаш потоа следуваат жешки трачеви со Ем. Останете со нас. И од вечерното студио се префрламе директно повторно на нашето отворено студио, но сега во летна варијанта, како што може да забележите. Не јас, ама моите гостинки се облечени така секси. Андријанче ми е некако во боко стил, а Нина ми е како права бразилка.
Ова беше многу интересно кажано. Дали не е така? Па така е, со оглед на тоа како сме стилизирани денес. Прекрасно сте стилизирани двете, како Погоди правиот израз. навистина? Да. Готово. Па јас секогаш ги погодувам кога сакам работите, кога не сакам ништо. Значи, драги мои, сакам да ги поздравам Нина Ред и Андријана Петрушовска, кои што ќе бидат дел од жешките авантури во Hot Stars. Девојки, дали сте спремни вие денес за жешки игри? Спремни сме родени. Јас се родев за вакви работи, ама не сум родена за твоите игри, не знам што ќе не чека. Интересни работи. Ајде да видиме. Ти спремна си? Така, Гледам некој базен, гледам некои работи, па сега Спремна родена, тешко а мене. не се сомневам, а Ивана сигурно го направила правилниот избор кога станува збор за овие игри, така да денес ќе се забавуваме. Вака, пред да почнеме со играта, имам само едно прашање, кое што сакам да ви го поставам. Кога последен пат сте направиле нешто што ве уплашило? Или и покрај тоа што ви било страв, пак сте го направиле? Еве, Андријанче, и тебе ќе почнем. Па јас можам да кажам дека ето во последно време барем најголемиот страв со кој што сум се соочила е имав некоја емисија снимање во Босна и тргнав буквално во вечерни часови, каснев, стигнав таму, беше хаотично. Како завршив се емисијата, се упатив нели кон Белград, пошто и таму имав снимање. И за жал, пошто беше темница и имаше лош пат, затоа што Србија Босна е катастрофален патот. Морав да возам брзо и за жал налета во една огромна дупка и резултатот падна во дупка. Две гуми ги руши? Двете гуми ги рушив, да, и кој ќе плати сега. Навистина јас во тој момент се соочив со преголем страв, бидејќи знаете како е девојка од 25 години сама на пат кој што е катастрофален, со дупки, темница, светло нема и мене ми се случува да се дупне гумата. Ама го преживеа и ти сама си имаш. Не, него буквално се скина, се расцепи цела. Добро, ама ти си се Во тој пофали. момент, Остај другото, не си се пофали дека била на едно место па на друго место, дека си снимала емисии. Ајде, нема врска, остави ја гумата. Имаме време. Ајде, Имаме. повели сега ти. Чекај да докажам. Уште има? Па има секако. Не беше тоа најголемиот страв, моментот на најголемиот страв беше кога го отворив телефонот и немав мрежа. А се наоѓам на пат кој што е катастрофален. И за среќа тука имаше некои полицајци кои што дојдоа за 5 минути буквално и за среќа се заврши среќно, не сменија гумата и тоа е тоа. Готово, Прави гумата ја оставаме джентлмени сега била, тука. морам да Нина, признам. кажувај брзо тебе што те се случило. Јас најбрзо бидејќи се враќав сега од одмор. Пофали се, каде си била? Ајде, Па ти. не мора да се фалам, еве, окей бев во Грција, Миконос, а имав предизвик со АТВ-то. Значи, друг секогаш ме возел, сме доле по авантури низ Скопје и низ Македонијава, ама никогаш не сум била вака на летна дестинација и да возам со 4 цикли. И ми беше предизвик да се пуштам во Удолница, јас возев цело време, може да се мисли жена. Удолница, Угорница и ако имаше гужви треба да застанеш, не да може да ти се слизне АТВ-то и треба сигнали да дадеш лево десно. Имав еден предизвик за да паркирам на место каде што беше нели се за коли, АТВ, Веспи така натаму, ама имаше Удолница, значи како да ви кажам, паркирате доле се колите. И јас требаше некој во рикверц, жена во рикверц, да се паркира, ама и да внимава да не отиде малку, да, и не знам, се снајдов нејако. Па браво Бенина, јас не си ни сомневав дека и двете ќе снајдете затоа што иако кажа дека сме жени, сепак сме одливи, затоа сме тука каде што сме. Па во мојот случај да не беа полицајците, односно Ајде, чекај. алфа мужјаците, јас ќе останав сама. Нема да останеш сама затоа што сега ќе ти ги Треба сега тоа да го учиме, да им ставиме на АМСМ и да не научат ние жениме да се сногаме. Додека вака сега, сепак сепак ова се жешки авантури каде што овие работи ќе ги оставиме затоа што започнуваме со играта. Играта не се вика Мижи и најди. Како што си кажува и самиот наслов, значи вие сте со врзани очи во текот на целата игра. Имаме 4 нивоа кои што треба да се поминат. Не може, јас ве управувам. Лево, десно, напред, назад, насоки добивате така што прво ниво. Топче во обележан дел од играта, веќе се е поставено.
помош од водител имате топло ако сте блиску или ладно ако сте далеку и имате ако треба крени нога, оди лево, оди десно, да не паднете, да не направите нешто. Второ ниво, повеќе топчиња на едно место, а тоа е во базен. Значи, вие треба да го пронајдете правилното. Ќе ви кажам кое е правилното. После. И третото ниво ни е топче во базен. Има едно топче во базен, кое што со заврзани очи треба вие да го најдете. Не, ова е голем предизвик, ја не знам, сигурно ќе се поквасиме, ќе се направиме ломса. Ќе се фатиш косата, еве, затоа и готово, нема ништо да биде. Дали сте спремни? Дали сте спремни? Па веројатно ќе видиме. Ајде. Ајде да почнеме. Почнуваме со Андријана. Андријана прва го бара јајцето кое што е веќе поставено, само треба да го пронајде каде. Лево и оди само право. Ајде сега право, право, уште еден чекор, уште еден чекор, уште еден чекор, десно. Добро е, право, право, движи се слободно, полека, оди си. Одлично. Да не подгледнуваш малку? Како точно го избегна тоа? Стоп. Ајде лево. Качи се. 100% гледаш. 100% гледаш. Оди право, движи се право, 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 десно. Десно. Ајде тука барај. Барај топче, барај јајце. Стоп. Наведни се и барај. Ете го, првото, добра, беше Андријанче, реално за брзо време. Ајде да видиме Нина дали ќе биде поснаодлива од тебе и побрза. Ајде, оди, брзо, лево, оди, пушти чекорче, не се плаши. Оди, не се плаши. Лево. Крени нога лева. Уште малку понатаму. Поназад, назад, крени нога. Назад. Ете таму е. Ете го лево. Ете го бе, лево бе. Ете го тука, качи се. Ајде, лево, Нина. Нина, лево. Право само. Еден чекор, два чекори, долу барај, лево, барај. Лево. Кој сака да истори една кофа вода брзо? Ајде, оди, брзо. Брзо. Сега ќе дојдат со кофа, сега. Лево, Нина. Нина. Лево и долу. Ајде сега барај веќе. Таму по земја негде треба да е јајцето. Барај. Лево од тебе. Лево е? Ја не го гледам. Понапред. Го најде? Мораш да го најдеш. Лево, абе пушти ги цвекињата, ги од корна, ќе ми бараат оштета. Лево. Ајде, сега ќе добиеш помош мала. Браво, Андријана е победник во првото ниво. Андријанче е победник во прво ниво. Андријана го бара долгото сунгересто стапче. Така? Тоа ќе го бара? Така, стапче. Долгото сунгересто стапче. А Нина ќе ја бара гумата малинка. Ајде, почнуваме. Кој прв ќе најде, тој е победник. Нина бара малинка гума, Андријана бара стапче. Андријана, не гледај, те видов, Андријана. Дека гледаш. Не, стапче, не топче. Стапче. Види. Види што работи. Нема џабе, тие си имаат една задача, ама си се фокусирани на нешто друго, што да, несериозна работа. То ми Може сакаш ја да превземеш- се убацам у Сакаш да коментирање? превземаш, повели. Ајде. Андријана го најде стапчето, така, само него клати многу ти се молам. Добро. Значи сега имаме 2-0 фактички, така? 2-0, да, Андријана. Чекај, дали е тоа? Па и Нина ја најде топката со малинка и јагоди со што се тоа. Дали може Ој, сега? гума. Дали може сега веднаш да продолжиме и со трето ниво, иако Андријана е победник, да продолжиме со трето ниво. Те Може. гледам. Сега имате едно црвено топче во базенот. Тоа црвено топче треба да го најдете. Барајте го. Томи ќе ви помогне. Лево, Андријана, На кого? На Андријана? Ама Андријана, види, гледа. спушти го превезот на Гледа. очи, не можеш да гледаш. Фала. Да, го најде. Готово. Вади го надвор, вади го да не се. завршивме со тоа, остави го.
Сега црвено топче треба да најдете. Ете така, црвеното топче е некаде таму околу вас. Барајте го црвеното топче. Да ги наведувам? Може, ајде. Андријана, позади тебе ќе се свртиш на колку ќе му дое тоа 6 часот. А Нина се изгуби во гумите. Нина не ја гледаме, само право. Андријана право. Нина нурка. Право. Нина лево ти на 9 часот. Андријана мисла па 3-0 ова го. 3-0. Ке им дадаме ли нешто подарок сега? Ајде вака ти гледаш како те бива за водител реално. Видиш што сум ти припремила од Best Way. Погледни. Дојди да си го земеш или не сакаш подарок? Како се чувствуваш како победник? Повели. Best Way за тебе припреми нешто многу убаво. Се допаѓа? Да. Нина, извини, не доби ништо. Не се секира, има уште многу игри. Браво! Прва игра успешно завршена. Дан. Ajde vojaž, peso mene. Sa mojim braćom, sajom obraćam slavim. Ale, ale. O kako dobro radiš. Ale, ale. I samo da smo slavi. Ale, ale. Zdravo. Zdravo Mihajlo. Zdravo. Ama jaz vojaž poubavo. Vojaž je Jaz poubavo. vojaž poubavo. Hvala ti puno. Što znači vojaž? Ja sam otišao da živim u Francusku kao mlad i dosta stvari sam prošao u Francuskoj. I put na francuskom se kaže vojaž i ja mislim da je to putovanje mene napravilo u čovjeka kakav sam danas i zato sam odlučio da se zovem vojaž. Wow, super. Ajde, ja sam Emče i сега започнува со мојата рубрика Жешко Тройчеви со М. Okej, Спремни? spremni. Денес премив една игра Кажи или изведи. Kaži ili izbjegnijete. Да, каде ќе те поставувам неколку прашања, ако те не одговориш, ќе мора да правиш тоа што ќе ти кажам, може? Ajde. Ajde, ajde. Ајде. Со која јавна личност си флиртувал во инбокс? Биди искрен. A znaš da nisam to radio nikad? A zašto sam najmlađi? Sve su stariji od mene. Pa ne, pa realno. Ова може да се прифати како одговор. Ali realno. Добро, Nisam. има и млади изведувачки. Sa jedinom mladom sam bio u vezi, ono. Добро. A s Teodorom Džekverovice nisam uvo. To mi dođe ko sestra. Stvarno je mnogo volim, kao. Добро, добро. Која твоја девојка до сега најмногу си ја сакал? Аха. Ајде војаш, кажи ми. Šta mogu da... Многу мисли. Šta, daj da radim nešto. Šta da radim? Предизвик Емче. Ајде, прочитај ја последната порака од Вибер. Iz Vibera, čekaj. Ама не ги бриši во меѓувреме. Ne brišem. Evo, Milan Tata, majke mi. Boarding iz Sarajeva morate uzeti tamo na aerodromu. Hvala ti, Bože. Си извлече. Стрекичка. Пак не Ајде, си одговори. на која песна од некој твој колега си љубоморен што не е твоја? Moram razmisliti. Voleo bi da je moja... Има Tuga iz Porschea, Relja. Кој? Tuga iz Porschea, Relja. Strašna pesma, убава песна. strašna. И беа и Убава Николија песна. и Релја сега пред 2 дена. И Evo, беа тука гости. Ајде, дали си... Ора, дали си влюбен во моментов? da li sam zaljubljen? Un momento. Jesam. Оу,
To ne piše tu, to ne piše. Ajde. Se pripajte odgovorot, eto da ti kaža. Ćao. Dobro. Opiši slučka od nekoj tvoje najgolemo pijanstvo. Ja nikad nisam bio pijan u životu. Ja ne Ti pijem. piješ alkohol? Ne pijem, ne. Uopšte? Nikad. Мислам дека ја зафркна Емче со сите одговори. Stvarno. Eto ga, to. Ti благодарам много Hvala za tebi. tvoj iskreni odgovor. Pobedi podaroki. Od Mobitech. Mobitech najdobрата мобилара во Македонија. Hvala puno. Hvala puno. Стигнавме и до крај на настап. Кажи ми како си помина еве тука заедно со нас. Барем малку те тргнавме ли од тоа што те болеше гласот? Леле, гласот те болеше, грлото сакав да кажам. Meni je s vama prelepo, tako da ne razmišljam preterano ni o grlu, ni o čemu. Tako da eto, hvala na prelepoj emisiji. Ти благодарам премногу, ти посакувам да бидеш вака насмеан, жив, здрав, среќен, весел, да ни дојдеш здравија Боже, ете, кажа дека ќе има новитети за многу брзо време, да ти се остварат, да биде се по план и се гледаме следен пат во затвореното студио. Hvala puno, vidimo se uskoro. Македонија се гледаме следна недела во 19:30. До тогаш останете ни во добро расположение. Чао, чао. Кој имаме тука, Емче? Кој е тука со нас? Кој е тука со нас? Кој е тука со нас? Види како снимам ова погрешка. Vojaž vo Stars TV show. Да те љубим и волим на многу, можеме? Таман ќе заврши ноќ. Ајде, можеме. Не те прашав ништо што не треба, така? Океј. Sve to. Многу ми е битно да ти... Стварно сакам да си океј. Bez brige, sve Сакам to. пак да ми дојдеш, не да се караме. Мислам, сваќаме. Može. Može. Ajde. Тоа е.